Добар ден и од мене. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што можеме да дискутираме за вака значајни прашања во ваков состав и да споделиме искуства за тоа што се случува актуелно во државава. И некако Герман започна претходната сесија со примери кај што истакнува соработката на граѓанскиот сектор и медиумите во откривање на случаи поврзани со корупција. Јас само ќе се осврнам на тоа што е само денеска објавено во медиумите, а поврзано е со директно или индиректно со корупција. Прво секако со повеќе од 30 објави имате за случувањата поврзани со Државната комисија за спречување корупција и разни изјави од експерти и од останати луѓе кои што имаат одредено мислење за самата ситуација. На жалост немаме никаква изјава од страна на претседателката или пак од самата институција. Понатаму имаме обвинување за тргување со влијание од една политичка партија кон другата. Другата политичка партија си објавува рейтинг за тоа како се ставовите на граѓаните за нивните политики поврзани со борбата против корупцијата, а последно имаме и објава од МВР за зголемени цени за образците што ги става Министерството за внатрешни работи за станците кои што престојуваат во Македонија. Ова е само денеска до 14 часот, до крајот на денот може уште нешто ќе ни се случи. И тоа е едно секојдневие кое што постојано го гледаме. Ние веќе не заборавивме, но никако го ставивме во позадина сето она што се случуваше со Кочане, бидејќи од тогаш веќе колку случаи ни се случија поврзани со корупција, што веќе да се следи е доста тешко. А од друга страна зборуваме дека е потребно да се унапреди превентивниот систем. Сега тука добро е кога зборуваме за унапредување на превентивниот систем, но не треба да заборавиме дека превентивниот систем иде рака до рака со репресивниот елемент, кој на жалост гледаме дека годините наназад ни изостанува. И од тука можеме да зборуваме за тоа само еве што се има случано во последниве неколку месеци, а што е поврзано како влијае негативно токму на овој систем. Колку само закони по скратена постапка се донеса во собранието, со кој што се овозможи промена на независните тела и нивните управувачки структури со една одредба дека ако не се усвои годишниот извештај, лицата може да бидат сменети од своите позиции или со самите измени и дополнувања на законот се предвидува дека мандатите на актуелните состави прекинуваат и треба да се назначат нови. Начинот на кој што ќе се изберат нема да не чуди ако се случи на истиот начин како што се избра и последниот состав на Државната комисија за спречување на корупција. И токму во овој момент е исклучително актуелно да се направи поврзување на тоа, бидејќи пред година и половина, кога се случуваше самиот избор на Државната комисија за спречување на корупција, покрај издвоеното мислење, поддршката на граѓанскиот сектор на истото и ставовите за политизирање и партизирање на самиот процес, ние имавме состојба во која комисијата за избор и именувања, без да се ни прочита тоа издвоено мислење, си ги усвои кандидатите, за после на пленарна седница во неколку минути да бидат истите избрани и го имаме исходот во моментов кој што го имаме. Веќе 4 дена немаме никакво јавно излагање на претседателката на Државната комисија за спречување на корупција за незините размислувања и тука без да навлагаме во моментот на презумција на невиност, значи секој е невин додека не се покаже спротивното со судска пресуда, но не можеме да не го спомнеме моментот на имање потреба од морална одговорност во вакви случаи, особено во институција која што пред се бори за корупцијата и во која што приматот е да постојат лица со интегритет која што ќе ја водат истата. Она што е исклучително значено е како ќе продолжи да функционира Државната комисија за спречување на корупција и тоа што недостасува е да го видиме тоа јавно, а недостасува веќе година и половина да таа комисија биде отворена за јавноста и да споделува со јавноста состојби што се случуваат внатре во институцијата, тие што ги констатираат и понатаму да ја овозможат на јавноста да создаде еден такан суд за тоа каде сме ние на правецот за борба против корупција. Не за џабе и токму извештаите на меѓународните тела, особено на Европската комисија, за прв пат утврдија дека ние имаме уназадување во ова прашање, особено кога станува збори за довербата во Државната комисија за спречување на корупција. И тука е исклучително значено да се спомне улогата на Националната стратегија за борба против корупција и судирни интереси и нејзиниот акцијски план, затоа што влеговме во нејзината последна година од имплементација. Просекот на
во целиот овој 4-годишен период ќе биде плюс минус околу 30% од препораките да бидат имплементирани. И кога ќе семеме можеби да провериме не само квантитативно процентот на бројки колку се имплементирани, колку не се, да збориме квалитативно што уствари е имплементирано таа национална стратегија. Значи тоа за што се збореше во претходниот панел, работи кои што можат реално да унапредат, некогаш една мерка може да биде 10 пати подобра него 10 мерки кои што ќе ги спроведете, а нема да имаат можеби многу големо значење доколку првото да го имплементирате. Кај нас, на жалост, тоа се случува. Еве да спомнеме за лобирањето како процес. Ние имаме закон за лобирање кој што е актуелен од 2021 година или донесен во 2021-та, позапевна сила во 2022 година, претходно 10 години имавме веќе претходно друг закон. Во држава имаме само во моментов сега, во последниве неколку месеци, регистрирано 3 лоби групи, кои што немаат никакви активности посочено дека имаат спроведено во процесот на лобирање, а од друга страна, во периодот кога се спроведуваше договорот Бехтел-Енка, имавме директно излегување на говорницата од страна на премиер, кога кажа дека му пристапила компанија и дека договарале за тоа како ќе изгледа процесот. Значи класично лобирање, дали некој презема нешто да провере како тоа дошло да оваа компанија стапи во контакт со премиерот и зошто тоа нигдека не е евидентирано согласно законот за лобирање. Минатата година фамозно се донесе законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. До пред малку ни беше директорот на финансиската управа тука, па можеби во некоја наредна прилика ќе може да ни каже колку случаи веќе имаат поврзано со овој закон за имплементација и докаде и зошто стојат. Едноставно законот не може да се имплементира. Постојат во моментов 4 актуелни случаи кои што се префрлени во управата во финансиската полиција, но бидејќи не се знае дали државниот правобранител е јавен обвинител во случајот, бидејќи постапката е направена така како што е во самиот закон, едноставно тој не може да се имплементира. Поради тоа сега ќе се носи нов закон. Се спомна моментот за Open Finance и тоа е навистина едно од најдобрите постигнувања кои што ги имаме во изминатите години. Но ќе ве вратам пред некоја година и половина, можеби не е година и половина, пред една година кога наеднаш имавме застој на податоците, беше затворен скроз, немаше достапни податоци. За после неколку дена повторно да проработи, но требаше да реагира во тој момент платформата на граѓански организации за борба против корупција да реагира зашто имаме затварање на системот, за да добиеме известување од Министерството за финансии дека сепак било човечки фактор, лицето што го работело системот веќе не работи таму и требало време за некој нов да земе да почне да продолжи да работи. Значи тој што сакаме процес да го дигитализираме и да го направиме да не зависи од човек, успеваме магично некако да го пренабрегнеме, односно да употребиме, повторно да го заробиме на некој начин системот. Сите тие мали работи доведуваат до прашањето дали ние реално во држава имаме политичка волја за некои работи на вистина да се сменат или декларативно сите политички чинители во државава се спремни да велат да ние сакаме да се бориме против корупцијата, безкомпромисна борба, нема никој кој што ќе остане од позади, нема никој што ќе може да прединачи, но не треба да заборавиме дека ние ако корупцијата иде 2 чекори напред, тоест 1 чекор напред, ние да сме 2 позади неа, ќе бидеме свикни, ама ние каскаме и во тоа не можеме никако да ги стигнеме. Зошто? Затоа што ни е проблем да донесеме закон за висока раководна служба веќе повеќе од 5-6 години и покрај тоа што се воспоставија механизми, се во напиша текстот, стои во нечија фиока, на никого не му одговара да се донесе тој закон. Прашањата се постојано едните исти. Дали ние со мали чекорчиња, мислејќи дека така ќе нешто ќе унапредиме, сакаме да покажеме дека ние се бориме против корупцијата, а во позадина личните интереси и интересите на политичките елити, бизнис елитите ни се приоритет. На жалост, тоа што можеме да го видиме веќе децении наназад е која е улогата на собранието во целиот овој процес. Ако се вратиме во 2018 кога се пишуваше актуелниот закон за спречување на корупција и судебни интереси, кога се кривеше моделот за избор на комисионерите во Државната комисија за спречување на корупција, приоритетот беше да се направи модел кој што ќе оневозможи
да политичарите и политичките елити имаат улога во изборот. Секако ќе имаат како представници на собранието преку своите пратеници, но тоа да се овозможи да биде видливо и од јавноста, да учествуваат граѓанските организации, да учествува народниот правобранител, интервјуата да бидат јавни, да може да се поставуваат прашања директни до самите кандидати, се со цел да може да имаме еден транспарентен процес на избор на лицата кои што ќе бидат комисионери во ова тело. Првиот состав ни покажа дека тој модел е успешен. И ако се сеќавате, тогаш идејата беше во сите законски решенија каде што треба да се бираат надзорни, во сите законски решенија каде што имаме независни тела кои што се дел од изборот во рамки на собранието, да се воспостави токму овој ваков модел. Ке се сети Билјана, а и Владо, дека веднаш после изборот заклучокот беше ова веќе да не ни се повтори. На никој не му одговараше системот. Кога видоа дека е потешко моделот да го сменат во законот, тогаш се дојдовме на наредното сценарија, тоа е да се направи модел како да го злоупотребиме. Како да го злоупотребиме моделот. На жалост и тоа се успешно се направи, верувам дека имајќи во предвид дека во моментов е актуелно измена на Законот за спречување на корупција и судрби на интереси, кај да ќе го видиме во владина, во брзо време може и во собраниска процедура, нема да ме чуди ако видам предлог да се смени и самиот модел. Од пратениците. Да бидеме на чисто, моделот не е проблем. Злоупотребата на моделот е проблематичен. Каков и модел да направите вие, ако сакате да го злоупотребите, ќе го злоупотребите. Овој модел беше револуционерен во својот начин на воспоставување, овозможи една исклучително голема транспарентност, а дури во овој момент и отчетност. Снимките од сите интервјуа на сите кандидати, вклучително и на актуелните членови на ДКСК, комисионери, може секој од вас да ги види. Да се навратите наназад, ќе ги видите прашањата кои им се поставени, ќе ги видите одговорите кои што ги дали визави тоа, нивните моментални делувања. Токму затоа апелирам дека тоа што е битно во моментов е политичките партии, особено оние кои што го сочинуваат собранието, да не го користат, да не го злоупотребуваат законот за политички поени и воспоставување повторно на политички чиновници во ова тело, а и во другите независни тела, се со цел да се овозможи системот да си продолжи да се функционира на начин на кој што требаше да функционира од самиот почеток, но да ги тргнат рацете од самиот процес. Се додека не го видиме тоа, ние можеме да зборуваме за создавање на системи, да се намали делувањето, да не се купува со кеш, да зборуваме за промени во системот, но едноставно не сметам дека постои политичка волја да некој направи нешто повеќе. Законот за јавни набавки преку ног се проба да се стави во собрание, во собраниска процедура за да се направат измените. Зошто беа потребни реакции повторно од платформата на граѓански организации за борба против корупција, за истиот тој да биде повлечен, па повторно вратен. И да не заборавиме во тој момент, оваа иста Државна комисија за спречување на корупција направи антикорупцијска проверка на законот, кои што на жалост не беа прифатени повторно од собранието. Зошто тоа антикорупцијска проверка на легислативата беше таква, наспроти оваа сега која што ја гледаме за законот за слободен пристап од информација од јавен карактер, е прашање кое што треба да си го поставиме, дали има влијание се тоа што се случува и со самата антикорупцијска проверка на легислативата, но секако на многу негативно ќе влијае на понатамошните превзимања на чекори од страна на собранието, а согласно тоа и на владата. Постојано апелираме дека улогата на Државната комисија за спречување на корупција треба да биде многу повеќе од тоа дека ќе ја креираме националната стратегија. На годишно ниво ќе им побараме информација на институциите што направиле, што не направиле и ќе направиме една сирова бројка, толку проценти е реализирано, толку проценти не е реализирано. Кој е тој кој што го дава пушот кон институциите дека мерките треба да се имплементираат? Ниту една институција, верувајте, дека самостојно нема да имплементира ништо, освен ако некој на неа не и наложи. И тоа го гледаме, затоа што изминативе 5 години тоа е уствари е состојбата. Нема кој да ја даде притисок на институциите дека треба нешто да направат,
Од друга страна, они сметаат дека тоа не е во рамки на нивната надлежност, има таму кои институции треба да се борат со корупцијата, ова не е нешто што нас не интересира. И тоа е она што ние апелираме веќе повеќе години наназад. Не може ДКСК да седи и да молчи и да не бара да институциите да ги испроведуваат мерките за кои што они треба да прекинуваат. Добро, веќе бидам уште кратка. На крајот, ќе се вратам повторно на Законот за висока раководна служба. Секоја влада кога доаѓа, прво нешто што ни кажува во предизборието е дека ќе се бори против корупцијата, ветува дека ќе го донесе овој закон, ниту една до сега не го испочитувала тоа. А секогаш прво нешто што гледаме кога доаѓаат на власт е поставување на партиски луѓе на високи раководни служби, зашто имаме веќе еклатантни примери низ годините наназад. Онаа партија која ќе дојде на власт и ќе реши да го донесе овој закон, можеби на почеток ќе покаже некаков мерит систем дека има во моментот да се бори против корупцијата. На жалост, ние не можеме да го видиме тоа и покрај желбата на сите дека ќе направат нешто повеќе. Нема да навлегувам, сигурно ќе има и другите што ќе кажат, тука сме за прашање. Ви благодарам.